Почитувани присутни, почитувани медиуми, министер. Овој ребаланс на буџет се случува во многу тежок момент за економијата во Република Македонија. Овој документ кој го имаме пред нас со сите своји вредности само го потврдува тоа што ние како опозиција го говориме скоро 6 години. Овој ребаланс е директен доказ за тоа дека Македонија во моментов е банкротирана, економски срушена и испокрадена и земја која со брз чекор оди кон огромна сиромаштија. Имаме историски највисока инфлација од 12%, историски највисок јавен долг, експлозија на цени на основни прехранбени производи, троцифрена цена на горивата, струја која поскапува секои 6 месеци, а не очекува ново поскапување од минимум 10%, најмали плати во регионот, најмал раст, а сепак најбогата владина коалиција. Се времења кога брутално, со шамар на реалноста беа симнати розевите очила на власта и состојбите беа видливи за сите. Сиромаштија, безперспективност и очај. Ние сме држава во која голем дел од домаќинствата можат да си дозволат само еден оброк дневно, а владата не престанува да троши народни пари за работи на кои се освен неопходни. И сега во оваа расправа ќе се служам со факти и бројки искомуницирани од вас, од ваши изјави и документи и официјални бројки на институциите. Ако буџетот за 2022 година од самиот старт беше неразвоен, сега после ребалансот ќе биде полош. Сократењето на средствата за капитални инвестиции како основен развој дел во рамките на буџетот и како двигател на економијата во секоја земја. Ако на ова се надодаде катастрофалната стапка на реализација која до сега изнесува само 20%, тогаш несомнено е дека оваа година наместо економски блескава година ќе заврши како невидена катастрофа. Самата власт призна дека во буџетот предвидела стотици милиони евра непродуктивни трошоци во време на криза, кој можела од самиот почеток на годината да ги искористи за заштита на стандардот на граѓаните, кој вртоглаво паѓали заштита на компаниите кои ставија клуч на врата. Заради овие стотици милиони евра непродуктивни трошоци имаме половина милион граѓани кои што живеат со 150 денари на ден и 4000 компании кои што ставија клуч на врата од почеток на годината до сега. Ребалансот на буџетот покажа уште еден катастрофален податок, а тоа е дека при проекцијата за раст на бруто домашниот производ се намалува за неверојатни 1,4%, односно економијата во најдобар случај до крајот на годината ќе порасне за 25% помалку од планираното. Тоа веројатно ќе значи дека повторно и оваа година ќе го имаме убедливо најлошиот раст на БДП во споредба со земјите од регионот. Оваа проекција за помал раст во исто време значи дека од прилика за истиот процент ќе се зголеми долгот на Македонија. А заради оваа криминална и неспособна власт на СДСМ и ДУИ долгот достигнува рекорди и издава над 7 милиарди во овој момент. Овие и најавените над милиарда евра нови долгови ќе значат дека оваа власт за 5 години успеала да ја задолжи Македонија со ист износ колку сите влади претходно. Оваа година ќе ја завршиме со вкупен долг од 8 милиарди евра, односно владата ќе крира долг од 1 милиарда и 350 милиони евра само оваа година. Проекциите за бруто домашниот производ од 3,2% се нереални, лажно оптимистични, односно горната граница има значајни изгледи да биде пониска, а проектираната стапка на инфлација од 7,2% е на долна граница со значајни изгледи да биде многу повисока од колку што е сега. Реалната стапка на инфлацијата е далеку повисока од номиналната ако се земе предвид дека тоа за кое што граѓаните најмногу ги трошат семејните буџети е поскапени за многу повеќе од 10%. За неколку месеци лебот е покачен над 100%, горивата над 55%, шеќерот само од април досега се зголемил над 60%, млекото во споредба со лани е поскапо за над 25%, масовото за јадење над 70%, брашното над 60%, а струјата над 30%. Дополнителен удар ќе биде и непродолжувањето на антикризните мерки кога само за неколку часа бензините поскапеа за 10 до 15 денари, што укажува на тоа дека ударот ќе биде уште пожесток овој месец. Тоа е така затоа што буџетот е испразнет за крадење и тендери, а свеж прилив на пари нема. Со една минимална плата може само да се јаде и да се пие. На едно 4-члено семејство за исхрана потребни му се 17.000 денари според мајската синдикална кошничка објавена од синдикатите, која вкупно изнесува 30.791 денар, односно скоро 2.000 денари поскапена за 60 дена, а од јануари до сега за 2.980 денари. За само една година драстично поскапување на храната, транспортот и енергенсите. Според статистиката, општо храната во мај поскапела за 17%, енергенсите за 8%, а транспортот поради високите цени на горивата за дури 24%. СДСМ и ДУИ немаат мерки за справување со ценовните шокови, народот тоне во сиромаштија.
Суетата и ароганцијата ви е во преден план, од една страна не нудите решенија, од друга страна не прифаќате издржани предлози само затоа што доаѓаат на предлог од ДПМН. Ако го прифатевте предлогот законот за акцизите со кој треба акцизите на течните горива да се намалат за 50% и законот за ДДВ со кој треба да се намали ДДВ за храна од 5 на 0%, а горивата на 18 на 5%, цената на горивата уште веднаш ќе се намалеше и ќе имаше огромно олеснување на буџетот на граѓаните. Горивата ќе беа и за 25 денари поевтини, доколку СДСМ се откажеше од 50% од акцизата. Со тие 25 денари помалку во цената на горивата ќе се помогнеше на земјоделците, и на транспортерите, и на индустријата, но и на граѓаните. Доколку се прашувате дали е реално да се намали акцизата за 50%, одговорот е реално да. Тоа се само 50 на милиони евра годишно на сметка на буџетот, на огромна помош за граѓаните и стопанството. Во Македонија се плаќа гориво како во Германија, само таму се платите 10 пати поголеми. Со ребалансот на буџетот настрадаа 97,5 милиони евра за капитални проекти или 6 милиарди денари. За 5 месеци до 20 мај биле реализирани само 125 милиони евра или 20,5%, па се поставува прашањето како за 5 месеци и 20 дена ќе успеете да потрошите уште 408,9 милиони евра. Како да се поверува во овие лаги, кога владата за овие 6 месеци нема започнато ниту еден, повторувам, ниту еден капитален проект. Вкупните приходи со измените и дополнувањата на буџетот за 2022 година се планирани на ниво од 4 милиарди евра и истите се за околу 112,2 милиони евра повисоки во однос на иницијалните проекции за буџетот. Даночните приходи се планирани на 2,3 милиарди евра, односно за отприлика 108,9 милиони евра или за 5% повеќе во однос на планираните за буџетот за 2022 година. Проектираниот раст на даночните приходи се должи на зголемувањето на цената на производите и високата инфлација. Од јануари до април месец, ако се погледне она што го прибрала държавата по основ на ДДВ, тоа значи 43 милиони евра повеќе собрала само по основ на ДДВ. По основ на ДДВ за проектирани приходи за наредната година се поголеми за 6,2 милиарди денари или 10% повеќе од иницијалниот буџет за 2022 година. Кај акцизите исто така прибирањето е многу поголемо. И беше многу поголемо во однос на минатата година. Да речеме и сега со ребалансот велат дека кај акцизите ќе соберат 437 милиони евра само годинава, минатата беа 415, а 2020 365 милиони евра или годинава планираат да соберат 73 милиони евра повеќе отколку 2020 година. Само во месец март владата има собрано по основ на акциза 33% повеќе во однос на март 2021 година. А по проекциите првични требало да соберат некаде 12,5% повеќе. Тоа значи дека и по вашите мерки, воведени од вашата власт, прибиравте повеќе пари од народот по основ на оваа давачка. А што е од владата да се откажат од акцизите? Приходите годинава во однос на минатата година треба да бидат поголеми за 443 милиони евра. Тоа се толку пари годинава што стопанството и граѓаните ќе даваат повеќе на државата и тоа само поради ценовните шокови. Граѓаните не живеат подобро и не купуваат повеќе производи, туку за жал ги купуваат истите производи, но со повисоки цени. Власта мора да се откаже од приходите за да му помогне на народот. Стигмата сиромашен народ, богата влада не донесе нова катастрофално економско ниво. Вкупните расходи се ревидирани на ниво од 4,7 милиарди евра или повисоко за 5,9%, односно 261,8 милиони евра повеќе во однос на планираниот буџет за 2022 година. Врз основа на вака планираните приходи и расходи, дефицитот е планиран на ниво од 42,7 милиарди денари, скоро 700 милиони евра, односно 5,3% од бруто домашниот производ, што е за 148 милиони евра повисок од буџетот кој што го планиравме во декември за оваа година. Велат се откажале од непродуктивните трошоци. Ајде да видиме. Кај ставката плати на доместоци планирани се 554,7 милиони денари повеќе во однос на иницијалниот буџет. Расходите за стоки и услуги се планирани во износ од околу 22,3 милиарди денари, 362,6 милиони евра, што е за 35 милиони евра повисоко отколку буџетот во декември што го носевме. Расходите за патни и дневни расходи се зголемени за 210 милиони денари, 3,4 милиони евра или за 30,2% повисоко од
буџет. Кај ставката 4.2.1 комунални услуги, грејење, комуникација и транспорт планирани се 1,5 милијарди денари, 24,3 милиони евра или 44% повеќе во однос на иницијалниот буџет. Ставката 4.2.5 договорни услуги планирани се 2 милијарди денари, 32,4 милиони евра или 5,1% повисоко во однос на иницијалниот буџет. Ставката 4.6.5 исплата по извршни исправи зголемена е за 600 милиони денари, 9,8 милиони евра или 402,9% во однос на првично планираниот буџет. Каде е тука на непродуктивните трошоци? Забелешки на вака концепиран буџет имаат синдикатите, коморите, организацијата на работодавачи, експертите, академската јавност. Власта се правда и бара алиби во други, но вистината е дека во Македонија, како во ние на друга земја во регионот, се случува економска катастрофа. Во континуитет со оваа влада имаме дефицит и тој се зголемува. 260 милиони евра само за оваа година. Најважната развојната компонента на буџетот се планира да се намали за 15,7% или скоро 6 милијарди денари. Владината програма унапредување на одбраната и безбедноста со подпрограмата ВА интеграција во НАТО има намалување за 34% или 1,7 милијарди денари. Во програмата јакнење на владење на правото се планирани средства од 2 милиони денари или намалување од 9,1% како резултат на намалување на подпрограмата борба против корупцијата и организиран криминал која е намалена за 57,1%. Нема потреба да трошиме пари кога сме на дното по корупција, на врвот по организираниот криминал. Во програмата Економски развој за 2022 година се намалуваат средствата во износ од 868 милиони денари, односно 14,9% во споредба со буџетот за 2022 година, а под програмата Финансиска поддршка на инвестициите исто бележи намалување за цели 107 милиони денари. Под програмата Привлекување на странски директни инвестиции и развој на слободната економска зона се намалува за 20% или цели 73 милиони денари. Кај Министерството за финансии, под програмата 2А за развојни проекти и финансиска поддршка, внимавајте на општините, се намалува за цели 43,9% или 191 милион денари помалку. Трансферите до единиците за локална самоуправа се однесуваат на ДДВ дотации се намалени за 3,4% или 92 милиони денари, со што укажува на тоа дека владата нема намера да го донесе законот за ДДВ со кој што ќе им се додели поголем процент на општините. Во Министерството за транспорт и врски во подпрограмата 2М инвестиции во патна инфраструктура се кратат 2,2 милијарди денари или 38%. Во 3Г подпрограмата за проектот за водоснабдување и управување со отпадни води се намалуваат 180 милиони денари или 40% помалку и нормално под програмата 3Б водовод и канализација на општините се кратат 53 милиони денари или 23,2% помалку, а за локални патишта дури 238 милиони денари помалку или цели 32%. Во програмата Реформи во јавна администрација се планираат 200 милиони денари помалку, односно 47,5%. Во програмата Интеграција во ЕУ се скратени средства во износ од 1 милијарда денари помалку, односно 23,5%. Власта ја разбере интеграцијата во ЕУ низ призмата на подпишување на капитулантски договори изгледа. За унапредување на животната средина се представува намалување од 335 милиони денари, односно 17,8%. За програмата против борбата со аерозагадувањето има испланирано 0 денари. Најголемо намалување на планираните буџетски средства има категоријата управување со отпадни води со 18% помалку или 300 милиони денари. Во програмата Инвестиции во образованието има намалување од 247 милиони денари, односно 21,4% во однос на буџетот за 2021 година. Најмало учество во вкупните расходи по владини програми има јакнење на владење со правото со 0%. 0%. Правото и правдата во Македонија одамна се заминати. Буџетските развојни подпрограми се посебна приказна. Овие програми кои што го дефинираат развојот на буџетот се скратени за цели 23,3%, односно 7,5 милијарди денари помалку. Ајде да видиме каде. Во подпрограмите на Министерството за образование се крати во изградба на училишни и спортски сали во основни училишта за 44 милиони денари или 27,7%. И за енергетска и ефикасна рехабилитација на студентски домови се кратат 53,6% или цели
38 милиони денари. Студентскиот град одамна е заборавен. Во Министерството за економија се крати во подпрограмата ДГ поддршка на развојот на мали и средни предпријатија за 3,2%. Министерството за здравство подпрограма 1А реконструкција и доградба на објекти на јавни здравствени установи се кратат 76 милиони денари или 29,3%. Под програмата 1Е општа болница Кичево се намалува за 16 милиони денари, а под програмата 1К за изградба на нов клинички центар во Скопје и Штип се намалува за цели 77,3%. Во развојните подпрограми кај МВР се намалува програмата 2А за реформи во полицијата за 59 милиони денари. Апсолутна лага е дека било каде се скратени непродуктивните трошоци за 200 милиони евра. Доволно е да се видат ставките за платите во сите институции и да се издиши овој лажен балон на власт. Непродуктивните трошоци се маскирани под ставките исплата по извршни исплати и ставката комунални услуги, комуникација, грејење и транспорт. Доволни се две институции за да се види расипничкиот нарав на оваа власт, додека народот трпи за леп. Во буџетот на владата кај категоријата стоки и услуги планирани се 50 милиони денари повеќе, односно 7,4% зголемување на ставката договорни услуги со 60 милиони денари повеќе. Во планираниот буџет во службата за општи и заеднички работи, во предлог ребалансот има зголемување за 230 милиони денари, од кои кај подпрограмата за изградба и реконструкција на административни згради на државни органи планирано е зголемување 336, ставка 420, патни и дневни расходи зголемување за 2,8%, ставката 425 договорни услуги за 12,7% и секако ставката 483 купување на мебел за 15,2%. Министерството за финансии ставка 425 договорни услуги за 31,1%, а ставката 483 купување на мебел за цели 61,3%. Во Министерството за одбрана можеќе се скратат средствата за интеграција во НАТО за 34%, но затоа ставката 420 патни и дневни расходи ќе се зголеми за 20%, ставката 423 материјали и ситен инвентар ќе се зголеми за 35,9%, ставката 425 договорни услуги за 59% и ставката за купување на мебел за фантастични 300%. Министерството за информатичко општество и администрација ставка 420 патни и дневни расходи 8%, а ставката за поправки и тековно одржување за 24,9%. ВМРО ДПМН, како и во предлог буџетот и така сега ќе учествува и со амандмани. Поднесовме 174 амандмани за оваа расправа со цел и желба да помогнеме. Во тие амандмани се водевме по 3 приоритети: вистинско стимулирање на економијата преку капитални инвестиции, помош на граѓаните во овие тешки моменти на криза и спречување на расипничкото трошење на парите од страна на власт. Се надевам дека мнозинството ќе се охрабри и ќе дискутира за истите и за доброто на граѓаните на Република Македонија ќе ги прифати. Со оваа власт на СДСМ и ДУИ морам да констатирам дека кризата само ќе се продлабочува, бидејќи тие се извор на кризи. Со ребалансот, за жал, нема ништо да се подобри промени на подобро, туку Македонија ќе продолжи да тоне уште повеќе. Затоа се потребни предвремени парламентарни избори за доброто на граѓаните, државата, работниците, стопанствениците, младите, земјоделците, пензионерите, просветните, здравствените работници и сите останати. Ви благодарам.